Создавање надпартиски договор за секое идно принципиелно решавање на внатрешните разлики во рамки само на институциите на државата, без странски агенди или представници. Ова се само дел од содржините објавени вчера од ВМРО ДПМН во така наречениот патоказ. Како партија го посочуваме следниот патоказ. Создавање на надпартиски договор за секое идно принципиелно решавање на внатрешни разлики во рамки само на институциите на државата, без странски агенди или представници и единствено од страна на легитимно избрани представници на македонските граѓани. Внатрешно обединување против вмешување во внатрешните работи на Република Македонија од страна на странски политичари или држави кои што се косат со концептот на почитување на суверенитетот или се спротивни на принципот за добрососедски односи. Заеднички да отфрлиме планови и платформи или агенди кои се надвор од нашето уставно уредување или се спротивни на македонските стратегиски државни интереси. Или со други зборови, заеднички да создаваме планови и платформи и агенди кои што се во интерес на уставното уредување на Република Македонија и стратешките интереси на државата. Осуда на секој директен или индиректен ревизионизам на Охридскиот рамковен договор, кој е целосно вграден во Уставот на Република Македонија и нашето уредување. Од СДСМ одговорија дека веќе постои граѓански договор за промени за единствена унитарна Република Македонија за квалитетен живот за сите граѓани и за Македонија со евроатлантска иднина. Договор против поделби, против изолација, против сценарија за бинационална држава, зашто втор ден во собранието јасно се заложува и самиот Антонио Милошовски. Тоа е граѓански договор на околу 700.000 граѓани, преточен во 67 пратенички мандати од сите партии во собранието, освен од ДПМН. Има легитимно, демократско формирано парламентарно мнозинство во Република Македонија. Патоказот за натамошно заедничко дејствување на политичките субјекти во земјава, предложен од ВМРО ДПМН, доаѓа во време додека во Републичкото собрание се води дебата околу составот на комисијата и изборот на новиот претседател на парламентот.